Битолската градежна компанија Стентон, освен што добива стотици милиони евра од државни тендери, се јавува и како фирма подизведувач за спорните коридори 8 и 10, заедно со АК Инвест и Евровија, фирмата позната во јавноста како најголем донатор на ДУИ. Овие три компании требаше да ја почнат изградбата на делницата Гостивар Букојчани уште во септември лани, но ништо од тоа. Инаку Стентон е една од најзвучните фирми во Битола која низ годините на документи има сменето тројца сопственици: Пецо Стојановски, Благој Крстевски и моменталната сопственичка Снежа Стојановска. Стентон градба е поврзана со уште три фирми и е основач на 2 стопански комори. Според информациите од Централен регистар, една од фирмите со назив Макина е регистрирана во Скопска Киселавода и има дури 51 сопственик, а работи со дејност на деловни организации. Другите две фирми, Индустријал и Кес Пропертис, се занимаваат со издавање на сопствен и изнаемен имот. Името на сопственичката на Стентон се поврзува со овие две компании. Ланската година нето заработувачката на Стентон градба според податоците на Централен регистар изнесува над 1,5 милиони евра. Стентон е особено актуелна периодов откако беше обелоденето дека за 29 милиони евра ќе гради сместувачки капацитети, амбуланти и граденки во индустријските зони во Прилеп, Скопје и Штип, и тоа на само 5 месеци пред избори и на месец дена пред новата техничка влада. Властодржците не само што не гледаат ништо спорно во доделувањето на најдебелиот тендер за годинава пред формирање на нова влада, туку и се зачудени од љубопитноста на медиумите за тајмингот на тендерот, бидејќи велат тој бил дел од годишната програма за 2023. И нема врска со ниту техничка, ниту не техничка. Значи законот си пред, ние нема застанеме да работиме. По таа логика денеска требаше да им кажеме да дечки вие на пауза сте, нема година дена примате плата додека не заврши изборниот процес од државата. Зашто? Според јавно достапните податоци, ова е ниту прв тендер од ТИРС, ниту прв државен тендер кој го добива компанијата. Минатата година склучила договор за изградба на терминална парцела во ТИРС Битола во вредност од над 2 милиони евра. Во 2018 пак за изградба на водоснабдителен систем за ТИРС Прилеп се склучил договор тежок над 800.000 евра, а следната година исто во ТИРС Прилеп паднал договор за изградба на сообраќајници и хидротехничка инфраструктура во вредност од над 600.000 евра. Во изминативе 7 години фирмата добила речиси 34 милиони евра од тендери за технолошко-индустријските зони. Инаку Стентон градба работи на повеќе државни проекти, меѓу кои изградбата на железничкиот коридор Белјаковце Крива Паланка, браната во Штипско на реката Отиња.